Во студиото на Здрава Македонија, по 9 часот, се дружиме со Даниел Павловски, градоначалник на општина Ранковце, Јасна Апостоловски Николов, сертифициран консултант за доење, и Павлина Ѓоргиева, тапанарка. Останете со нас до 11 часот. Останете со нас заедно до 11 часот. Повторно се враќаме во студиото. Овој пат со нашите гости. Ги пречекавме јас и мојата колешка Милена, со која што се разбудивте и ова утро заедно со мене и со неа веќе се поздравивме. Миленче, добро утро. Така е, Бисерче, добро утро и за тебе и уште еднаш за нашите гледачи кои што можеби во овој момент се вклучуваат. Не сите станале толку рано, можеби, да. Како нас во 5 часот. Прекрасни гости ќе имаме денеска. Ќе имаме и музика. Еве го Тапанот тука до мене. И минатиот пат кога имаше Тапан, исто јас до него. Па затоа таму е седнав. Намерно така ми правите, некако како и да е. Ќе биде, верувам, интересно до самиот крај. Уште еднаш може да си ги најавиме гостите. Може. Јасна Апостолски Николов веднаш до мене, меѓународен и сертифициран консултант за доење. Добре ни дојде Јасна, не си прв пат кај нас. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Ќе одбележиме светската недела на доењето покрај празникот кој што го најавивме Илиндан во текот на вчерашниот ден. Меѓутоа од 1 до 7 август секоја година се одбележува и светската недела на доење. Пак имаме многу интересни теми по повод оваа недела. Велам добро утро за градоначалникот на општина Ранковце кој ни доаѓа за прв пат во Здрава Македонија, Даниел Павловски. Добро ни дојдовте. Добро утро и од мене. Ми представува огромна чест што ова утро сум со вас. И голем поздрав до сите ваши гледачи. Така, сите оние кои што се разбудија или како што рече Милена сега се будат, не сите се рано станати. Некој сега си пие кафенце заедно со нас, да ги име на здравје. Така, ќе зборуваме за активностите за општина Ранковце, што се може да посетат оние кои што не гледаат, ќе имаме многу теми и со вас. И младата Павлина Ѓоргиева, која што ни доаѓа од Струмица, тапанарка. Добро ни дојде. Добро ве најдов. Благодарам за поканата. Така, за прв пат на телевизија, за прв пат во Канал 5, многу ми е мило. Имаш 22, 23? 23. 23 години, млада, сепак една успешна кариера. Јас ги разгледав сите оние видеа кои што ги објавуваш на Инстаграм. Тапанот, мислам дека е неизбежен дел, Милена, од прослави, веселби, настани. Во последно време, јас бидејќи лани бев на 5 свадби, на сите тие свадби имаше тапан. Така да се враќа, можеби, едно време, можеби ги немаше, но еве, ќе ни кажеш ти дали е така, како да се вратија повторно тапаните на македонските свадби. И јас гледав едно видео баш во Струмица на свадба, ако не се лажам, ми се појави. Кога влегуваш, па доаѓа невестата, па тука имате едно шоу вие две, па потоа се придружуваат другите гости од свадбата. Интересно во секој случај се буди тоа, не знам, едно убаво чувство на веселба, таа македонска музика. Може би ќе слушнеме малку подоцна нешто. Ај во вториот дел, да не биде сега многу рано. Ќе свириме во вториот дел. Но ме интересира дали си забележала женско да свири на тапање, затоа што се многу малку. Павлина, Тијана нели не беше исто? Тијана не беше и Павлина друга не сум забележала. Не знам, еве ти ќе ни кажеш, се знаете меѓу себе повеќе. Па искрено не знам, Тијана што го знам. Искрено јас и друг нема, може има некој што си вежбат, ама така по свадби не. Иве, да ги охрабриме во овој момент, ако има некои девојки, да, нели, кои што сака, зашто да не баше, ќе биде атракција. Како Елена на гајдата што беше пред многу години, нели, беше, мислам, таа уште си свири, но стварно беше нешто интересно. Излегува од она што е, нели, како секојдневно. И кога ќе се види женско на таков инструмент е уште поинтересно. А како Павлина дојде до тапаните? Дали ова ти го пренесе некој знаењето на тапаните? Во семејството сте имале ли некој кој што свири на тапан? Не, искрено само јас. Уште од мала сум сакала многу традиционална музика, свадби, веселби. Кога ќе се појави тапанот, секогаш ми будел некоја посебна енергија, емоција во мене, звукот на самиот тапан. И почнав најпрвен со тарамбука нешто да свирам. После некој извесен период почнав и со тапанот и веќе 3 години се бавам со ова, свирам. Ама до ова година почнав со веселби, поереко рилсовите што ги објавам на Инстаграм и Фејсбук, таму видов публиката, па ме покануваат на нивните веселби именото. Моките на социјалните мрежи денеска, тоа е јасно, нели? Сигурно и тебе многу ти пишуваат на социјални мрежи, прашања.
имам млеко, немам млеко, да дојам, да не дојам, тешко ми е, вака ми е, така ми е. Можам да замислам колку јавување коментари имате и прашања на социјалните мрежи, освен тоа што доаѓате во вашата ординација, нели? Прашање е еден куп, не само на социјални мрежи, па на Viber, па на WhatsApp, па на мејл, па Секаде. Секаде, да. Што најчесто прашуваат, еве, бидејќи ја одбележуваме неделата на доењето, што најчесто, мислам, јас знам кои се прашањата, го поминав тоа, ама морам за публиката, нели, да прашам. Кои се најчестите прашања, стравови, можеби, кои што ги имаат мајките? Стравови, најчестиот страв е дали има доволно млеко. Да. Нели, во првите денови, првиот месец, нели, клучениот месец, дали бебето добро напредува и дали мајката има доволно млеко. И како она да знае дали има доволно млеко. Тоа им е најголемиот страв и затоа и најчесто бараат консултации за доење, што е сосема оправдано, бидејќи некогаш им треба и само психолошка поддршка, некогаш им треба и стварно да им бидеш поддршка во тој прв месец, додека се развива целиот тој процес. Понатаму, нели, има предизвици и во текот на доењето се соочуваме со помали поголеми предизвици, меѓутоа клучно е на почетокот. И они стравот го имаат најмногу на почетокот, дали се е во ред и дали има доволно млеко. Дали сакаат да дојат мајките, бидејќи порано и немало толку опции, сега зборуваме за многу години наназад. Дали сега некој свесно се откажува од тоа или за тоа што можеби има некаков проблем? Какви се вашите податоци? Ако ги видиме податоците на ниво на државава, поразително е дека стапката на доење е 23%. Мене кога ме прашуваат, јас викам дојат мајките, бидејќи јас имам работа. Значи имам секој ден имам консултации за доење, плюс пациентите во ординација, мајките. Меѓутоа, вака кога ќе видиме на ниво на држава, значи е стварно низок процентот на доење. Она што дали се откажуваат? Да, се откажуваат. Може би несвесно, бидејќи не се доволно информирани, што е еден клучен фактор, дека таа пренатална едукација, еве мене и искуството ми покажа, бидејќи школото за трудници и доење бебелогија функционира веќе 14 години. И часовите за психофизичка подготовка на трудници не само за раѓање, туку и за доење се повеќе од потребни. Кога тие ќе дојдат таму и ќе се едуцираат за сите тие почетоци и развој на целиот тој процес, многу полесно го поминуваме тој прв, втор клучен месец, клучен период, додека се развива лактацијата. Има и некои мајки кои што едноставно не сакаат да дојат и си го кажуваат уште во родилиште тоа дека не сака да дојде. Никогаш не навлегувам во причината зошто, зошто е донела таа одлука или па можеби и подоцна, нели, ако се справи со некој поголем предизвик, вика јас ова не можам повеќе да го издржам. На крајот велиме дека менталното здравје на мајката е нели прво, и ако све сме пробали и сме поминале низ некој потежок период, не можеме да делуваме, нели, да остане тоа така, затоа што едноставно не сакаат. Убаво кажете, менталното здравје е доста важно. Многу често во посетиве и во консултацииве за доење, кога дискутираме на оваа тема и од постарите мајка, баба на доилката стално ми викаат, зарем има некој што вика не сакам да дојам. Зошто воопшто се поставува тоа прашање? Викам затоа што едноставно што во родилиште кажуваат дека не сакаат да дојат. И не секој ја кажува причината за тоа. Едноставно вика не сакам. Да, тука веќе не може да се навлегува во интимата на секој. Некој сака да зборува отворено за тоа, некој не сака, се плаши, си има некоја можеби причина. Сум имала секакви примери каде што ќе ми каже причината е тоа и тоа, не сакам да дојам, во ред. Нели ние консултантите за доење сме тука да ги поддржиме и во тоа. Не можеш да делуваш никогаш, бидејќи со сила никој не може да го направи тоа. Може полошо да се направи само. Да, сум имала и такви примери каде што под притисок од блиските членови на семејството едноставно вика мене овој момент веќе не ми е убав и не сакам да дојам. Да, создава можеби и одбивност. Но информираноста претходно во тој пренатален период е многу клучна за донесување на таква одлука. Така. Но освен доењето, зашто друго зборите? Ева, кога имате... кога има жена, не сакам да дојам, а сте консултант за доење, сигурно има други теми кои што се интересира жената. Бидејќи јас сум по професија медицинска сестра, они тука исцрпуваат се што може, кај што можам да им помогнам и да ги советувам. Ако одлучи дека не сака да дојде, тогаш мораме некако да го прекинеме и тој процес кој што веќе почнал да се развива. Бидејќи после породувањето со самото излегување на постелката започнува развојот на лактацијата и создавањето на мајчиното млеко, односно испуштањето на мајчиното млеко од млечните клетки во млечните каналчиња. И сега тоа
Како што дошло, така мора да го сопреме. И тоа е процес, исто како кога зборуваме за одвикнување. Така да они секогаш имаат прашања што да прашаат. Верувам, да, верувам. Освен доењето им уште многу работи кои што се нови за идната мајка. Да. Така. Градоначалник, рековме дека за прв пат сте во Канал 5, во Здраво Македонија, и кога читав информации за вас, видов дека и не настапувате многу на телевизија. Сега, дали поради тоа што не ве поканиле или можеби затоа што не сте биле во можност, меѓутоа вие сте еден од помладите градоначалници во нашата држава. И сега колку тоа е предност? Колку може да биде предност младоста или е пак предизвик да се работи како градоначалник во општина Ранковца? Така, ми представува често, денеска за прв пат гостувам во вашето студио, претходно немам покани, бидејќи ние сме исклучително мала општина, но еве сега прилика граѓаните да слушнат и за нашата општина, општина Ранковца. Така. Јас сум еден од помладите градоначалници, представува во голема одговорност да си млад градоначалник, може да представува и предност во однос на енергијата која што се шири од мене. Бидејќи како помлад градоначалник имам премногу енергија. Но и исто така функцијата градоначалник треба да се извршува честно и одговорно. Од таа гледна точка треба да бидеме сериозни во извршувањето на нашите работни задачи, континуирано сме со граѓаните. Функцијата градоначалник не представува некоја си благодет, туку напротив, представува да бидеме сервис на на нашите граѓани, да помагаме на нашите граѓани колку сме во можност. Така. Зошто треба Ранковце да се посети? Што е она што можеме таму да го видиме? Дали доволно се развива туризмот таму? Дали имате некаков план? Ете во следните месеци, години, дај Боже, нели да си бидете уште на функција и понатаму доколку сакате. Што е она што треба да го видиме ако дојдеме таму и зашто треба да отидеме? Ова Ранковце представува исклучително чиста општина. Ние немаме загадувач, имаме премногу чист воздух, имаме недопрена природа. Добро. Во Ранковце може да ги посетите убавите ресторани кои што се на територија нашата општина, како што се етно ресторант Транч, паркот Гиновци и уште неколку други преубави места. Тука ни исто така и планинскиот дел, планината Герман, која што се наоѓа на 1350 метри надморска височина, убаво место, недопрена природа, таму веќе почнува да се формира и викенд населба, имаме премногу викендици, доаѓаат луѓе од сите градови да градат баш во Ранковце. Не сме вржени само со локалното население, туку напротив има многу посетители. Исто така имаме и тука кај нас се наоѓа и на северното Вештачко езеро, езерото Отошница. Истото езеро е во недопрена природа, преубаво место кое што во иднина сакаме да инвестираме и во Герман и во Отошница, со цел да привлечеме што повеќе туристи сме во можност. Рековте дека доаѓаат туристи, не само од околните места, туку од цела Македонија, но дали слушнале и од странство за Ранковце? Бидејќи сега пак тука ќе го споменем интернетот, социјалните мрежи, навистина се дознава се со брзина на светлина, доколку се направи добар маркетинг за некое место. Колку работите на тоа? Апсолутно, протокол на информации сега е многу брз. До сега се трудиме, уште сме во почетна фаза во однос на промоција на нашата општина, но во иднина ќе работиме што е можно повеќе за да промовираме и да повлечеме што повеќе е можно туристи. Тука е руралниот туризам, сметам дека ќе ни биде откошна даска и дека ќе можеме многу да направиме за нашата општина. Супер, што ми има и храна, кажавте ресторани, ние македонците сме познати по тоа што сакаме да си седнеме, нели, да пробаме убаво македонско јадење, и странците кога доаѓаат, кога и да ги прашаме, прво нешто што споменуваате е храната, односно македонската кујна, така што треба дефинитивно да се задржиме на тоа, но верувам дека има и многу сегменти други на кои што треба да се работи за да се привлечат туристите. Точно и тоа ќе ни биде во иднина, изготвуваме план како тоа да го направиме, инвестираме веќе во два објекти, едниот ни е во оформување со намештај во истиот. Тој се наоѓа во село Отошница, станува за поголем објект во скоро 400 метри квадрати. Истиот е претходно реновиран од прекогранична соработка. Сега внатре го средуваме. Истиот во наредниот период ќе го понудиме на потенцијални инвеститори кои што сакаат нешто да направат во нашата општина, бидејќи се наоѓа во близина на самото езерце во селото Отошница. Така има капацитет од 10 соби, сите веќе ќе бидат опремени внатрешно. Тоа би било одлично.
Кога ќе се направи тоа, ќе дојдеме ние со камера да снимиме сето тоа. Ќе ни биде чест, ќе ни биде чест. Тоа е пред општина Крива Паланка, општина Ранковца. Општина Ранковца се наоѓа пред Крива Паланка на 21 км. Така, пред да влезете во Крива Паланка, прво е општина Прво Ранковца. поменувате низ општина Ранковца. Така, да знаат и гледачите доколку сакаат да Така го е. посетат, од прилика да имаат увид во кој дел од Македонија се наоѓа. Да се вратиме кај Павлина и тапаните, и свадбите, прославите кои што се сега доста актуелни, како и секое лето. Многу ме интересира како реагираат кога ќе видат млада тапанарка со тапан колку што е колку неа. Па тоа е најчестото, како Како го носиш тапанот, да. Како тебе. Искрено, кога ќе влезам, првите неколку секунди сите се зачудени и после неколку секунди почнува аплауз, атмосфера и влевам како најчесто изненадување јас на самите свадби после вечера тие работи. Аман најадени да станат. Најадени Да се разиграат. Па не е, како што кажавте, вообичаено женско натапан, ретки се многу и едноставно ја правиме атмосферата што може повеќе да биде шоу на самата свадба, да биде денот запамтен кај младите, да им биде убаво сепак. Да им биде Знам дека весело. многу луѓе сакаат да се качат на тапан, посебно или младоженецот или невестата. Како одговараш на тие прашања? Дали може ли Она не ни се прашуваат? качува. Она се Затоа качува. што може да се оштети, не знам. Веројатно зависи сега колкав е човекот што ќе се качи на тапан. Па може да се оштете, да, ама не е проблем, затоа што и да се оштете повторно ќе се направи, мора да имаш еден резерва за секи случај. Се за свадба, се за Инаку весело. јас ги качувам, не е проблем, и што. И тоа со цел мерак, не е веста, кум, младоженец, сите. А да. бакшиш кој најмногу остава? Свекор, свекрва, кум. Сите. Добро, браво. Дарежлив народ сме, дарежлив. Посебно кога Весел. музиката во Да, весел, весел. А со која музика влегуваш? Имаш ли некоја песна која што ти е таа на репертоар? Со таа ја дигаме публиката на ноза. Па не, најчесто ја излези Ѓурѓио, нешто море насред село, нешто побавно за почеток, после за да дигнеме атмосфера. На повесел. Почнува повесело, да. Така. Да, повесело. Звучи многу интересно. Ќе слушнеме како што каже Милена по рекламите. Кога сакаш, слободно, ако сакаш и сега, што се однесува до нас, мислам дека и на гледачите убаво ќе им дојде, така да ние сме секогаш расположени тука за музика. Одвај чекаме да ни дојде пејач, да запее, музичар да засвири, нели се во согласно со условите кои што ги имаме тука. Да, ама ќе видиме што ќе ни отсвери Павлин. Да. Може има нешто спремно, некој изненадување. Јасно, со Милена спомнавте дека социјалните мрежи може да бидат и предност, нели сега може да комуницираме на Инстаграм, Фейсбук, Вибер, WhatsApp, веќе не знам јас колку социјални мрежи има, но колку пак интернетот прави да дојдеме и до дезинформација. Значи, наплив на многу информации не е секогаш добро. Што е точно, што не е точно. Затоа се тука консултантите, нели, особено за дењето кога зборуваме. Но доаѓаат ли со погрешни информации жените? Доаѓаат, да. Баш така како што кажа, значи интернетот некогаш може да ни помогне. Актуелниот ChatGPT сега. И тој. Да, и тој, да. Но некогаш може и стварно да ни одмогне. Бидејќи, кога станува збор за доењето, значи тоа е еден физиолошки процес кој што е индивидуален. Секоја мајка и бебе се посебен дојнечки пар. И никогаш не можеме да споредуваме една мајка и едно бебе со друга мајка и друго бебе. Бидејќи и две бебиња од една мајка се скроз различни цицачи. Значи, апсолутно не може да се спореди, некогаш тие совети им помагаат, некогаш советите од другарките можат и да им одмогнат. Сум имала и такви примери. Така да, јас секогаш викам, ако гледаме во, нели, најбрзо како да се снајдеме доколку имаме некој проблем, да читаме од акредитирани сајтови и нели секогаш да бараме помош од стручно лице. Да. Затоа што некогаш може и советите да ни направат последица која што може да доведе до прекид на доење. Така. Дали оваа недела која што споменавме од 1 до 7 август ќе му возможи на идните мајки да добијат точни информации и какви се активности ќе има во текот на оваа недела? Секоја година од 1 до 7 август одбележува светската недела на доење секаде во светот и ние веќе 6-та година поред имаме активности по повод одбележувањето на светската недела на доење. Оваа година од 4 до 6 август во хотел Мериот ќе има преубава програма, теми
кои што навистина ќе им помогнат да им решат многу дилеми и на трудниците кои што нели се подготвуваат за доењето, па и на доилките, дури и на мајките на поголемите деца, бидејќи опфаќа стварно една баш онака солидно богата програма. Добро, тогаш поканата важи за сите Секако оние кои што поканата дојдат. важи за сите и сите тие предавања се бесплатни, така да вратата е отворена за сите. Така, колку е важно и партнерите да дојдат, бидејќи некако фокусот го ставаме на жените, бидејќи тие дојат, но треба да бидат поддршка и партнерите. Подеднакво е важно, да. Подеднакво е важно, бидејќи партнерот е прв оној кој што секогаш е тука нели до мајката, односно до доилката. Да. И поблиските членови на семејството. Но особено е важно да партнерот биде присутен за да слушне некои работи. Јас секогаш кога имам консултации за доење, инсистирам да биде партнерот И присутен. двајцата дојдат да слушнат. Да. Бидејќи на таа мајка во првите денови навистина и треба поддршка, ако ништо друго, ја што викам логистика. Да. За сите тие други работи по дома и низ дома и набавки да ги истара партнерот, но и да биде тука за да може она и да си се поплаче и да се пожали. Сигурно. И да знае он дека сето тоа е нормално, дека плачењето е нели неизбежно во тој прв месец. Така да партнерите секако треба да присуствуваат, а ако не на некоја едукација, барем на консултациите. Јасно, ме интересира каков е пристапот или процесот кај оние жени кои што се породиле по природен пат и кај оние жени со царски рез. Има разлика дали треба повеќе да се работи со оние жени кои што се породиле преку царски рез во однос на доаѓањето на млекото и така натаму. Ето ти е многу убаво прашање. Бидејќи се сите исплашени, ако од претходно самата бременост индицира да породувањето мора да заврши со царски, нив тука ги фаќа паника. Бидејќи кружи таква информација. Дека ако си породена со царски рез, млекото ќе дојде подоцна. Но тоа е само еден мит, бидејќи да, царскиот може да биде една од причините за подоцнежен развој на лактација, меѓутоа не кај сите родилки. Исто како што и проблем или потешко природно породување може да биде причина за подоцнежен развој на лактација. Тоа подоцнежен подразбира неколку денови, не месец-два. И они сите се плашат, леле, јас сега ќе се породам со царски, кој знае кога ќе ми дојде млеко. Значи, апсолутно не. Тоа е индивидуално. Има многу мајки кои што се породени со царски имаат веднаш наплив на млеко, дури и многу побрзо од оние кои што се породени по природен пат. И убаво е да го знаат како информација дека породувањето со царски не секогаш значи дека кај нив подоцна ќе најде млекото. Така. Ти благодарам на одговорот, затоа што верувам дека многу не го знаеле. Да. Среча запиши минутажа 9:28 рил. Пишав. Да, ама него навистина многу луѓе верувам дека не го знаат. И убаво што го кажа. Прашање, Или затоа се што во дилема. Се во дилема, ама и е многу често поставувано прашање. Ви јас, например, од часовите од трудниците кои што ги имам, секој месец имам група од 25 до 30 трудници, сега кај некои 2, 3, 4, веќе кон крајот на бременоста, бидејќи тие часови се посветуваат веќе третиот триместар од бременоста, доколку бебето не е поставено добро, доколку има некоја друга индикација за да мора да заврши царски породувањето, нели они од претходно во договор со гинекологот веќе тоа го планираат. И онма тука го најавуваат како проблем. Викам полека, значи тоа не е проблем, тоа не значи дека кај сите мајки тоа ќе се случува. Ама мене ми кажа, прочитав таму, другарката ми кажа, значи затоа викам кога се чита да се дочита или да се чита од точни акредитирани сајтови. Да, може да биде една од причините, но не значи дека кај сите задолжително дека е тоа причината. Така. Затоа се тука и консултантите за доење, за сите дилеми кои што ги интересираат. Ќе поздравиме Марија Дуда, градоначалник, која што има кантри сајт ранч во општина Ранковца и таа беше кај нас во емисија, а поводот беше за згрижените штркови кои што ги има Марија на самиот ранч. И не само оние здравите, туку и оние повредените штркови кои што она ги негува и им дава сила на еден начин да си живеат тука на незиниот ранч. Штркот е символ и во Македонија воопшто. Па од тука бива прашала колку општина Ранковца има план или иницијатива да ги заштити штрковите и да ги поддржи луѓето кои доброволно се грижат и не само за штрковите, туку и другите животни. Голем поздрав до Марија и до незиниот сопруг. Станува збор за феноменални личности, исполнети со огромна позитивна енергија. Тоа што го прави Марија е за исклучителна чест. Малку се луѓето кои што тоа го прават на начинот на кој што таа го прави, таа е
всушност многу посветена не само на штрковите, туку на сите животни. Во незиниот ранч има поголем спектар на животни. Да. Огромен број, таа се грижи за сите нив. Општина Ранковце секогаш може да биде партнер за вакви личности како што е Марија и за вакви позитивни работи кои што произлегуваат од неа. Затоа и стоиме ние на располагање и апелирам до целата македонска јавност кој колку е во можност да помогне за да се згрижат овие животни. Баш пред некој ден се видовме со Марија, разговаравме со неа и за некои идни проекти, за некои идни настани кои што ќе се случат баш во летниот период. Таа ни е од огромна помош и во однос на децата, нашите ученици кои што учат во основното училиште, но и оние што се во градинка. Баш за нив ќе понудиме поголема програма со која што летниот период едноставно ќе имаат занимација. Планираме да направиме некоја летно кино со Марија, да го искористиме месец август баш за таа работа. Убаво, затоа што има голем ранч и дозволува просторот да се прават летни настани, особено за децата. Но исто така позната и по хипотерапијата која што вклучува и коњи. Токму тука на незиниот ранч. Па затоа Ева прашав колку ги поддржуваат овие проекти, дали нешто со Марија можеби планирате во иднина да биде проект на општината, да кажам. Точно, баш за тоа и разговаравме. Планираме Марија да биде вклучена, ние да финансираме дел од незината програма, да бидеме поддршка во незините настани кои што ќе ги организира. Сепак станува збор за дечиња и ние како општина секогаш ќе стоиме на располагање за овие работи. Во вакви работи општина Ранковце секогаш ќе биде партнер и се надевам дека и во иднина ќе имаме уште поголема соработка. Да, верувам дека ќе биде така. Да, дај Боже да биде така и верувам. Мора да се зборува за некои вакви нешта што се случуваат за луѓето да дознаат, бидејќи верувам дека има многу кои што за жал се уште не слушнале за тоа. А Павлина, не знам дали слушнале нашите гледачи за некој интересно случување додека се свирала на свадба. Не знам некоја непредвидлива случка, не знам додека се подготвувало изненадување. Позитивно, негативно сега се може да се случи, нели? Имаш ли нешто да издвоиш за нас? Нема некоја случка, од јас скоро почнах да свирам, ама мене ме исполнува това, например, кога ќе направат изненадување на младоженците на невеста, дали свекорства, крва, другари, било кој ќе ме поканат на мене на самата свадба, а они не го знаат това и кога ќе ги видам како реагират спрема мене, како се срекни и едноставно ги исполнува това што сум дел од нејната веселба. Да, сигурно убаво чувството да се знае дека некој дополнително си направила среќен на најубавиот ден во нивниот живот. Това ме најмногу ме исполнува. А имало ли некоја случка каде што и ни баш позитивно изненадени кога виделе тапан или не? Не, секогаш биле пресрекни? До сега не. Браво, само така да остане. Само во Струмица или свириш и во други градови? Претпоставувам те дека низ други градови, низ цела Македонија претежно. Така. Каде се највесели? Може да се каже? До сега во Струмица. Сега во Струмица. Добро, сега мора малку Струмица да си ја одбраниш. Ајде нека се јават и другиве, нели, од другиве градови да има конкуренција, па тогаш да можеме да зборуваме каде има највесела публика. Супер. Како научи да свириш тапан? Ќе ги спомнавме социјалните мрежи, YouTube, може сега сегде да се гледа, скоро сите по нешто учиме, нели, сами, меѓутоа да научиш тапан да свириш, би требало да имаш учител, или? Немав ни еден учител, ни на музичко ништо, си купав тапан и почнав сама дома да вежбам. Денес ќе слушам песна, утре ќе одам по ритмот што сум го слушнала и така 3 години вежбав дома и почнав веќе од кога мислев дека научив да ги свирам некои песни, почнав да снимам рил. И така со секој нов рил вадење, мене публиката повеќе гледаност имав. Ме тераше, например, ме коментира позитивни, има доста и негативни коментари, ама добро, секогаш да се има, ама не треба да ги читаш тие. Не ги ни гледам, не ги не читам, едноставно нема ни погодуват некои такви. И сама почнах, никој не ми обрна внимание, например, да ми каже тука грешиш или било што, сама се достигнах до тоа. Реагира кога го купи тапанот? Не ти кажа, кај сега ти тапан, па никој не свири тапан. Инструменти тапан? Да. Моите не знаја искрено дома, јас кога го однесов тапанот и што е? А кај го криеше тапанот? Во кола и го однесов дома. Моите беа на работа и што е, викам тапан. Викам ќе свирам тапан.
Продолжи. Еве може со општина Ранковце тука некоја соработка во рестораните, додека уживаат луѓето во убава природа и убава музика да Апсолутно. слушаат, зошто да не? Зошто да не? И Па бидеме ние храната. промотор на незината работа. Со Храната задоволство. оди со музиката. Со задоволство. Браво, браво за инвентивност и креативност, да го скриеш тапанот во автомобил. Да, интересно било така, колку време го криеше. Верувам не многу долго. Не, па час-два Па 2-3 додека да години. може. А, добро. Не, за додека однесам доме, после тоа А го дома видов. во соба покриен. Го видов кога влего. Тапане. Во подрум, нема вади. Тапанот. Браво. Со оглед на тоа што е машки, или во наводници машки, веќе нема машки, женски, ни инструменти, ни професии, веќе Да, некако- добро, веројатно со оглед на тежината можеби така порано се мислело, ама Па да, веќе треба жените сила. се можат да направат јасна, нели? Апсолутно. Се согласуваш со мене, знам. Така. Да. Добро, господине Павловски, што друго можеме да кажеме за општина Ранковце и што вие како идеја го имавте кога се кандидиравте за градоначалник, идеја, некоја ваша желба да остварите во следните неколку години, а можеби до тогаш не било размислувано? Овака, моја желба беше општина Ранковце да стане транспарентна општина, достапна општина за сите луѓе. Јас како градоначалник немам определен ден за прием на странки, поточно за нашите сограѓани да ги сослушам нивните проблеми, туку напротив, од понеделник до петок, мојата канцеларија секогаш е отворена за нив. Општината е отворена за сите граѓани и ќе работим исклучиво во нивен интерес. Доаѓаат кај вас, кои се најчестите проблеми или прашања кои што ги имаат? Апсолутно доаѓаат секојдневно, станува збор дел за локални проблеми, проблеми со дали треба да се рачисти некој пат, некои бараат и поголеми работи. Ние како општина се што можеме правиме во нивен интерес. Понекогаш имаат проблеми по однос на другите институции, се трудиме да ги упатиме каде треба да се обртат, на која врата треба да чукне, во која институција се наоѓа нивниот проблем каде што може да го решат, така да исклучително помагаме на сите. Колку жители од прилика брои општина Ранковце? Општина Немам представа. Општина Ранковце брои 3600 жители, но има многу повратници, Така. наши иселеници кои што изминатиот период, изминатите 4 години почнаа да се враќаат во Ранковце. За стално да живеат? Да, за стално се враќаат, ги обновуваат нивните стари домови, што за нас представува огромна чест. Така. Огромна чест и со нив некаде сме околу 4000. А каде најчесто се иселувале изминатите години од таа општина? Најчесто- Имате информација? Најчесто има во Скопје. Во Скопје Че пак најчесто. тука, пак Значи пак во Македонија, не некаде, да. Има и во странство, во сите Но- држави има, но претежно сме тука во Скопје. Но велите сега се враќаат. Се враќаат. Се враќаат многу луѓе во своите родни места или ако имале имот Да. нели од своите предци во други села затоа што некако стана неподнослив животот. Па поздрав Во живот. град? Да. Многу гужва, собраќај, згради, загаден воздух и блаза на тие кои што имаат имот надвор од Скопје, што да кажам. Се враќаат и представува огромна чест што имаат начекано во периодот кога се враќаат. Нивните куќи беа веќе распаднати, но секоја чест за нив, ги поздравувам во оваа прилика и нека продолжат да инвестираат во нашата општина да се враќаат. Така, јас на каде вие си полните батериите надвор од Скопје? Кога имате можност, кога имате време, бидејќи знам дека покрај тоа што нели зборуваме тука за доењето, вие се справувате и со други болести кај децата, настинки, па стомачни вируси, па сипаници, се што беше актуелно периодов. Имате ли време за одмор малку? Не. Не. Не затоа што позади камерите зборувавме, и сега ми пишуваат, викаат чека да го ставам на сајлент телефонот. Ако е празник, Нема празник делник. нема доден одмор. Некако во последниве 7-8 години стварно има многу работа и можеби затоа што нели работам на 3 фронта и во ординација и часови со трудници и консултации за доење, стварно немам време за одмор. Некогаш кога ќе најдам некој час, значи тоа е или можеби еден ден, ама тоа со тешки маки да раздвојам и да речам денеска стварно ќе се одморам. Имам куќа на Скопска Црна Гора во Раштак. Тоа е куќа каде што живееја моите родители и само до таму можам да избегам.
Она што ми е како оддишка, да речеме, во последниве неколку години се патувањата по конгреси и тоа е све Пак од работно. до работно, ама и одиш од работа, тргаш и на работа се враќаш, значи нема некаков простор. Така да многу малце време имам стварно за одмори. Кога детево ми вика, мама, кога мислиш да се пензионираш? Викам, уште малку. Има време, каже за А тие што пензионирање. ме познаваат, викаат, па ти ни во пензија нема да мируваш. Тоа сакав да кажам, Да. нема и во пензија ќе Ни во работиш. пензија нема да мируваш, меѓутоа некогаш да, стварно така треба малку да се одмориш и јас таму наоѓам оддишка, кај што ми е најблиску и можам да избегам. Инаку Добро, вака за супер е подалеку, обврскиве во моментов, па и приватни обврски, стварно не можам да најдам кога, како, за да можам да некој период, еве сега, например, оваа недела сум на одмор, ама мене ми е работна недела, бидејќи е недела на доење. Нема одмор. Да. И бидејќи детето ми е пораснато, веќе ќе оди само на одмор, така да тука некако можеш некако да избегнеш да не отидеш на одмор, но веќе осеќам дека треба малце да се земе оддишка. Така е, на сите им треба. Оддишка, одмор од работата, за да можеме да бидеме и поефикасни кога ќе се вратиме. Затоа што човек се преморува, организмот не може секогаш си да издржи, така што јас на одмор им требаш на трудниците, на дојдите. Ќе одмори сега. Ќе одмори. Оваа недела, демек, ќе Малку. одмори. Демек. А Павлина, добро, Павлина има 23 рековме години, ама када во Струмица, или некои убави места со природа, некаде каде што може да ги поканиме гледачите. Преубава е Струмица. Па има доста ресторанти, кафулиња. Прво вака што ти текнува некој парк, може би во Струмица, некое место каде што може пикник да се направи. Надвор од Струмица има ресторант спрема граничниот премен за Лебедово езеро се вика, спрема Бугарија. Мирно место, например, е тама и убаво е. Природа цело, малку подалеку од градот, подалеку од гужви и доста е. Па добре, сите убави места што се во природа се малку подалеку, а Преубаво. тоа е и целта. Да се тргнеме од таа гужва и од тој хаос, за да се одмори малку. Убаво. Слушнавме Милена за цела Македонија. За Да, еве повеќе верувам краеви. дека има многу луѓе кои што не следат сега, Да. бидејќи нели е неработен ден, иако има и многу луѓе кои што си споија денови, имаат продолжен викенд, но убаво е да се истражи Македонија, бидејќи има навистина преубави места. Многумина од нас не ги знаат ни половина, а знаат многу повеќе во други земји, така што убаво е и се обидуваме во Здраво Македонија секогаш да викаме луѓе од различни делови од Македонија за да се промовира одредено село или град, за да можеме да заминеме сите и да поминеме убаво време таму, да ги потрошиме парите тука, во нашата земја, не некаде во странство. Сакав градоначалникот да го прашам дали имаме странски туристи, можеби кои што живеат во општина Ранковца. Во изминатиот период имавме, но сега нема. Станува збор за кои што беа привремено сместени во Ранковце во однос на програмите кои што ги нуди нашето основно училиште. Имавме од Америка. Мислам дека тројци имавме од Америка. Така, меѓутоа работно. Работно тука. А инаку Знам дека доста странци доаѓаат и се преселуваат во Македонија и затоа прашав дали можеби имаме во такви Ранковце нема. такви случаи. Добро. Убаво е што нашите се враќаат воопште на Ранковци, како што кажавте, има што да видат. Секако и во вториот дел од емисијата ќе продолжиме и за општина Ранковце и за доењето и за Павлина. Знам Милена дека не е многу интересно, ама ќе направиме една. Мора да се посветиме и на нашите пријатели, значи време е за реклами. Да, време е за реклами, ќе направиме една кратка пауза, а секако останете со програмата на Канал 5, се враќаме за многу кратко.